Во источниот дел на Македонија по долината на реката Брегалница е градот Штип. Многумина ќе речат градот Астибо и најубавиот археолошки локалитет во негова близина – Баргала. Пред Штип, во подножјето на планината Плачковица е античкиот град Баргала. Името се поврзува со реката Брегалница. Заминавме прво да го посетиме некогашниот град Баргала. Символите на Римската империја во пречекуваат на самиот влез. Градба во препознат левтогашен стил, големи и цврсти камени ѕидови, со широчина скоро од 2,5 метри, биле зајакнати со 24 кули, пред да се издигне во епископски град. Тука имало воен логор, Каструм, кој бил изграден како тврдина помеѓу двете провинции, Втора Македонија и Средоземна Дакија. Но како се менувале стратегиите, се менувале и градовите. Од воен логор тука почнале да се градат бањи, театри, местото станало град. Во времето на Јустинијан I, градот бил со сите карактеристики во тоа време на цивилизиран град. Во 6 век градот настрадал од варварските инвазии. Тој и неговата култура биле уништени со текот на годините. Не бил целосно напуштен, туку обстојувал како неурбанизирана населба. Градот Баргала, во досниот Рим, во 3 век бил воен логор или каструм, и во 4 век, кога започнува немирниот период, поголем дел од жителите од рано-римска Баргала, кој што се наоѓа на локалитетот Ханчек и селото Карменци, поголем дел и од другите населби кои што биле покрај самата Брегалница, се населуваат во градот, односно доваѓаат во римскиот логор и кој од Каструм, во 4 век пременува во доста антички град. Односно во Цивитас, или тоа град кој што се води, воедно градот Баргала, или местото кај што сега ние се наоѓаме, е првата епископија по Брегалничкиот басен. Баргала се наоѓа и е една од главните станици на диагоналниот пат кој што доваѓа од Стоби и кој што оди за Пауталија, односно за Сердика, за Софија. И градот Баргала може би денеска е еден од меѓу 5 значајни археолошки градови во Македонија, не само по истражувањето, него и по неговите историски факти и докази кои што ги имаме добиени со текот на изминатите археолошки истражувања. Денеска тука се уште низ прошетките низ некогашниот град,
може да го вратите времето за некогашната култура и живот. Имало бањи, винарии. Археолозите велат дека истражувањата може да донесат нови авантури и интересни податоци. За жал, дел од ова наследство не се одржува. Остатоците биле уништени. Сликата на некогашните ќупови што тука со векови стоеле, а посетителите уживале во фотографирањето со старините. Оваа недела останаа само парчиња, што ве потсетуваат на некогашните варварски напади. Символот на Баргала останува како наследство од некогашната цивилизација, символ на животот и развитокот. Од Баргала заминавме кон Штип. На патот кон градот од левата страна надзира стара куќа. Па го посетивме и местото Таринци, село во близина на Штип. Куќата пред самото село потикнува од османлинскиот период. Жителите велат селото не било познато по куќата, туку по некогаш најуредено село, најбогато со замјоделство. Тука во 80-тите се снимала емисијата Знање и имање. Паметат по старите жители. Проблем лично интересно шо. Кој си е на работа, кој си е дома. Ја во пензија ли си? Во пензија, да. И што се прави кога денеска се шита? Па, таме на коза ја врзана да идам доле отерам дома да напојам вода и тура ми не. Како се живее овде? Што живее? Не ли? Пензионери. Таринци е 70% пензионери. Сите жени, мажи, се у пензија. Убаво живеете вака чист воздух, здрава храна. Па добро е шо. Да речеме, добро е, фала Богу. Пензијачка, удобно. Ама нема проблем. Поштараа до нас тука, у селото и нема проблем да има. А оваа куќа во позади разурната што е? Тоа е кула турска. Штип, Астибо, градот под Исарот, се неколку синоними за градот. Денешното име на градот потекнува од словените. Во пишани документи името Астибо за прв пат го споменува античкиот хроничар Полиен во 3 век пред нашата ера, кој известува дека во реката Астибо, денешна брегалница, биле кронисувани пеонските кралеви. Градот најдобро ќе го видите доколку се искачите на ридот Исар. Тука бил првиот град. Во ископувањата биле најдени многу оружја, стрели, железни стрели, катапулти, со кои луѓето ја бранеле тврдината. Звонко Белдедовски работи на проектот за истражување на Исарот. Тој раскажува дека тука на тврдината каде секогаш дува ветер, но и место каде градот го гледате безпрекорно добро. Има што да се истражува. Исарот најутврдениот и најбезбедниот дел од средновековната тврдина. Се работи за феудален дворец од времето на феудализмот. Во прашање е средновековна тврдина од типот на Маркови кули, Прилеп, Самуилова тврдина Охрид, Кале Скопје, Цареви кули, Струмица и други. Во времето на феудализмот, кога потребата од сигурна заштита е необходна, на највисокиот дел од возвишението сограден средновековен град се работи за еден од најутврдените средновековни градови во источниот дел на Македонија. Што значи Исарот? Што е Исарот во превод? Тоа е стариот град на Штип. Да, тоа е средновековниот град, на турски значи тврдина, утврдување. Исар значи тврдина, утврдување. Иначе, старото име
на Штип е Астибо, античкото име. За пръв път Астибо се споменува во 3 век пред новата ера, како реката Астибо, кај античкиот историчар Полиен. Тој спомнува дека во реката Астибо е вршено ритуално капење на пеонските кралеви. Името Астибо повторно се споменува во 4 век од нашата ера во табула Поинтегеријана. Се работи за античка станица на патот Стоби Пауталија Чустендил и Сердика Софија. Најголем дел од научните работници го лоцираат античкиот Астибо баш на овој простор и во подножието на Исарот со утврден дел на самиот Исар во Стар Конак, Горно Маало и па се до трговски центар. Материјални остатоци, артефакти од овој период во нашиот музеј се изложени во дворниот простор. Се работи за голем број на делови од антички статуи, како например античката скулптура на Афродита, Нике Атена, делови од коњи и коњаници, сето исклесано во мермер. Со овие последните истражувања, овие податоци се надополнуваат со други податоци на просторот од Стара Кланица. Откривме мермерни капители од корински стил и други артефакти кои го надополнуваат досегашниот археолошки материјал. Овде порано бил стариот град Штип, кај што се сега куќите, имало таму градбе или има? Да, имало, но со тек на векови се ширило, така да... Овде е зародишот. Овде е зародишот на средновековниот град, па и на античкиот. Под Исарот случајно било откриено местото од каде турците успеале по години да го освојат градот. Тунелот што го натера Штип да клекне пред тогашното Османлиско царство. Според легендите и записите на патописецот Евлија Челебија, османлиите околу 1385 година, по долга обсада, успеале преку тој тунел да го освојат градот. Наводно тогаш турците случајно виделе како од тунелот излегуваат патки и неколку бранители. Во 1986 година, при изградбата на градскиот колектор, градежната механизација открила дел од тунелот. Се наоѓаме на локацијата Чекичан скала во нивото на речното корито на река Брегалница. Во прашање досега предпоставениот тунел кој е познат во легендата, односно во народните преданија. Се досега не беше познато дека се работи за едно од најголемите археолошки откритија, значи невпечатливи, кои во последните години се има случајно во Република Македонија. Во историските записи од Евлија Челебија, турскиот патописец од 17 век, кој го поминал и градот Штип, запишал дека при крајот на 14 век, кога турците го освојувале Штип, направиле голема обсада, но никако да го освојат. Поминало долго време, јаката средновековна тврдина, средновековниот град Штип никако да падне. Со логорување на турската војска баш на овие простори покрај реката Брегалница, приметиле дека од карпите од речното корито излегувале шатки, а потоа и дел од посадата на градот, луѓе. Со тоа ја откриле тањата и турските војска преку тунелот го освоила Штип. Зашто се работи? Пред 20 на години овде на ова место со поставување на колекторската мрежа, градска мрежа,
со минирање на карпата беше откриен дел од тунелот, но поради X причини во тие години археолошки истражувања не се случија. Со ланската година, со реализацијата на проектот археолошко истражување на средновековната тврдина, кој е дел од капиталните археолошки проекти, финансирани од владата на Република Македонија, направиме големи напори и така да досега предпоставениот тунел е веќе потпуно јасно дека е истина, дека е стварно. Во нивото на речното корито, можеби на 1,5 метар под денешното ниво, откриме скалила кои водат од Косагол кон тврдината на Исор. Тунелот е вклесан во гранитната карпа со бројни скалила и доволна висина од 2 до 2,5 метра и 1,60 до 2,5 метра проширување на местата кај што биле одморалиштата. Значи се работи за, бидејќи градовите во тоа време биле снабдувани со вода преко цистерни од атмосферските дождови, сигурно таа вода не била доволна. Тунелот бил изграден за снабдување на градот со вода, а ете служел и за воени потреби. Сега потпуно е јасно дека се работи за една голема делатност, тешка, но во секој случај истинита легенда, така да градот Штип се здоби со уште еден споменик на културата кој може да биде туристичка атракција. Исорот е место каде кога ќе тргнете не можете во еден здив да го прошитате. Освен добрата физкултура по скалите, тука уживате во погледот, но и во старите цркви, по тврдината лево од патот, што водел кон главниот влез на тврдината. Во средниот век била изградена манастирската црква Свети Архангел Михаел. Како главна заштитничка на градот. Црквата успеавме да ја снимиме само однадвор, но писанијата покажуваат дека таа внатре не е живописна, најверојатно како што Евлија Челебија во 1661 година раскажал дека црквата во тоа време била направена во џамија, па можеби тогаш фрескоживописот бил уништен. Во село близу Штип е црквата Свети Богородица. Тука, освен световниот живот, се развивало и образованието. Кога ќе влезете во црквата и застанувате пред иконостасот, делот на мајсторот Андреја Дамјанов, се воодушевувате од убавината на неговото дело. На големиот иконостас има вкупно 85 икони. Црквата има многу легенди, од световни до револуционерни. Во црквата е прстот од моштите на Свети Алимпи Столпник, донесен од Ерусалим. На времето, некој штипјанец бил во Ерусалим, се молел пред моштите на светецот. Кога му станало подобро, решил да земе дел од моштите и да ја донесе во родниот град. Па по неколку години семејството прстот го дарува во црквата. Оваа црква е специфична по тоа што во нејзе има 3 олтари, еден во средината на големата црква и 2 на горниот спрат во црквата, каде е галеријата на иконите. Свештениците велат дека црквата има одлична акустика и дека во исто време може да има
3 служби. Во црквата во дебелите ѕидови има скривници. Историјата раскажува дека тука се криеле револуционерите од турците. Во скривницата може да се скријат најмалку 20 на луѓе. Двете скривници ги збунувала тогаш турците, како луѓето внатре во црквата исчезнувале. Во есенскиот период во Штип проработуваат печките, се спремаат пастрмајлиите. Најпознатите во Македонија, штипјани со гордост раскажуваат, може сите да прават, но сето тоа било само имитација на нивната пастрмајлија. По истиот рецепт, пастрмајлијата се прави скоро половина век. Главни мајстори мажите. Сега ќе приготвувам пастрмајлија, ова е премесување на тестото. Иначе, ovo je pri крајот на целокупното тесто. Значи, ovo е крајот. Тука се премесува тестото, стасува и тогаш може да се прави пастрмајлија. А за тестото ќе ми раскажете ли тајна? Тајна е за тестото. Тестото не може да се кажува. А зашто штипската пастрмајлија е најдобра? Што е тајната? Тестото е тајната, месото, зашто е најдобра? Па затоа што на посебен начин се приготвува тестото за пастрмајлија. Тоа е тајна, не може да се каже што и како е. Во секој град, например во Велес, исто така, прават пастрмајлија или на друг начин, на посебен. Што е различно од велишката? Па вака, они пред се прават помала пастрмајлија, имат различни видови на направени со месо, со јајца и така натака. Посебно е тесто, не е истото. Тоа е. Штип е убав град. Да се посети во ова време. По прошетката на високиот Тисар, апетитот за храна може да го смирите само со вкусната штипска пастрмајлија. Градот под Тисарот, археолошкиот локалитет Баргала и селото Таринци со приказните за некогашното снимање на емисијата Знање и имање ве поканува на гости во зимскиот период.